Благодарам. Моето пратеничко прашање до министерот за локална самоуправа што го прочитавте е всушност прашање што во изминатиот период ми го поставија огромен број граѓани на Виница и прашање што во која било друга земја би било апсурдно да се дискутира, но ете сме каде што сме. Се однесува на плоштадот Ангел Винички и символот на сонце што се наоѓа на него, а е поврзано со имплементацијата на Преспанскиот договор во делот што се однесува на отстранувањето на овој символ. За небулозите во Преспанскиот договор говорев повеќе пати, и ако според она што имаме како соопштение од владата, спомениците и символите се дел од античката хеленска историја и со тоа светско културно наследство, тогаш останува нејасно зошто би била забранета нивната употреба каде било во светот. Сонцето како символ со 8, 12 и 16 краци во ваква форма е најдено на повеќе локалитети во Република Македонија, па и на археолошкиот локалитет Виничко Кале. И тоа не само на керамички садови, туку е представено и на поден мозаик во една просторија од 6 век. Ексклузивитетот што со Преспанскиот договор го добива Грција е најблаго кажано смешен, понижувачки и единствен од ваков вид во светот. Сонцето на плоштадот во Виница и на било кој друг јавен простор во Република Македонија може да го представува кој било од големиот број на вакви символи најдени на територијата на Република Македонија. Со оглед на тоа што граѓаните од одговорот што го добив од Министерството за локална самоуправа се уште не можат да добијат јасен одговор што ќе се случува со плоштадот во Виница, имам и дополнително пратеничко прашање. Затоа што одговорот што го добив од Министерот за локална самоуправа беше во најголем дел непотребно оптоварен со закони, членови од Законот за локална самоуправа, што не знам како се најдоа во одговорот, и топката се префрли на локалната самоуправа во општина Виница. Тоа не кореспондира со ставот на владата, кое што имаше соопштение дека што се однесува до плоштадот во Виница, ќе се формира комисија која што ќе одлучува што ќе се случи со символот кој што е аплициран на плоштадот Ангел Винички во Виница. Така да, почитуван министер за локална самоуправа, вашиот одговор, каде што вие кажувате дека општината треба да одлучи, не кореспондира со официјалното соопштение од владата, кое што кажува дека владата ќе формира комисија што ќе одлучи по ова прашање. Затоа уште еднаш јасно и прецизно прашува: кој ќе ја формира комисијата што ќе одлучува за плоштадот во Виница, на чиј трошок ќе биде евентуалното отстранување на символот, и ве молам, координирајте се со владата и барам на писмено да ми се одговори, за да нема филозофирање, за граѓаните да им предочам во Виница што точно вие планирате да правите со плоштадот Ангел Винички.